Партијата на власт најголемиот пораз го доживеа во Скопје. Независниот кандидат Даниела Арсовска извојува победа над кандидатот на социјалдемократите Петре Шилегов со предност од над 28.000 гласови. Потегот на најголемата опозицијска партија да се трка на локалните избори со независен кандидат во главниот град наспроти стариот кадар на СДСМ било стратешки добро изиграно од самиот старт, ако се знае дека Шилегов не исполни голем број од ветувањата. Оставија да оди самостојно, што возможи поддршка од повеќе политички субјекти и од граѓанските кандидати кои што независно се тркаа на овие избори во вториот круг. Од тука за мене беше очекувано да Даниела Арсовска извојува победа, особено што СДСМ направи грешка што одеше со истиот градоначалник кој што имаше неостварено бројни проекти, односно немаше успех во својот прв мандат. Арсовска синоќа прогласи победа откако разликата беше околу 20.000 гласови и им се заблагодари на скопјани затоа што одбрале проекти наместо црна кампања, а досегашниот градоначалник Шилегов ја честиташе победата. Не можам да изразам зборови за колку ми значи тоа што сите вие скопјани ја поддржавте мојата визија, ги поддржавте проектите кои што ги истакна во оваа кампања. Меѓутоа пред се што одбравте да верувате на човечноста, што истакнавте дека сте против црните кампањи. Благодарност на прекрасната екипа со која што изминавме 4 години во Скопје, во кој што оставивме неизбришливи трагови, нашите булевари, нашите мостови, нашите кејови, зелени кровови, никој веќе нема да може да ги избрише. Арсовска во предизборната програма вети дека во првите 82 дена како градоначалник на главниот град ќе реализира 15 проекти, меѓу кои 24 часовна канцеларија во служба на граѓаните, чистење на сите диви депонии во градот, заштита на водно преку иницијатива за закон, како и намалување на цената на паркинзите под надлежност на град Скопје за 25%.